Денеска Православната црква ги празнува светиот апостол и евангелист Јован Богослов, преподобниот Арсени Велики и светата Емилија. Светиот апостол и евангелист Јован Богослов. Споменот на овој голем апостол и евангелист се празнува на 26 септември. Но на 8 мај се споменува чудото пројавено од неговиот гроб. Имено, кога Јован имал повеќе од 100 години, тој ги зел своите 7 ученици, излегол од Ефес и им наредил на учениците да ископаат гроб во вид на крст. Потоа старецот слегол жив во гробот и бил погребан. Кога подоцна верните го откопале гробот Јованов, не го нашле телото во гробот. А на 8 мај секоја година се кревала некоја прашина од неговиот гроб, од која се исцелувале болните од разни болести. Преподобниот Арсени Велики. Овој славен светител родум бил од едно патрициско семејство во Рим и добро образован како во светските науки и филозофијата, така и во духовната мудрост. Оставајќи ја сета светска суета, тој и се предал на служба на црквата и бил ѓакон на Великата црква во Рим. Неженет, повлечен, молчалив, молитвен, Арсений мислел така да го помине целиот свој живот, но промислата Божја го управила неговиот животен пат поинаку. Царот Теодоси го зел за воспитувач и учител на своите синови, Аркадий и Хонори, и го поставил за сенатор, обкружувајќи го со големо богатство, почести и раскош. Но сето ова повеќе го притискало срцето на Арсенија, отколку што го задоволувало. Еднаш се случило Аркадий да направи некоја белја и Арсений за тоа го казнил. Навредениот Аркадий му смислувал тешка одмазда на својот учител, за која кога сознал, Арсений се преоблекол во питачка облека, отишол на морскиот брег, седнал во лагја и отпловил во Египет. Кога стигнал во славниот Скит, му постанал ученик на славниот Јован Колов и се предал на подвиг. Себе се сметал за мртов. Кога некој му јавил дека еден богат роднина му умрел и нему му го оставил целиот имот, тој одговорил: па јас пред него умрев, значи како можам јас да му бидам наследник? Повлечен во една пустинска келија како во гроб, по цел ден плетел кошари од палмови лисја, а ноќе на Бога му се молел. Ги избегнувал луѓето и секој разговор со нив. Само во празничните денови излегувал од келијата и доаѓал за причест. За да не го фати мрза, тој на себе често си го поставувал прашањето: Арсени, Арсени, зошто дојде во пустината? Поминал 55 години како пустиножител и за тоа време им бил углед на монасите и слава на монаштвото воопшто. Поживеал 100 години и завршил мирно после долговремениот труд и доброволно наложеното врз себе мачеништво во 448 година. Се преселил во царството на Христа Господа, кого го љубел со сето свое срце и со сета своја душа. Светата Емилија, мајка на Свети Васили Велики. Во младоста посакала да остане доживотна девојка, но била принудена во брак. Родила 9 деца. Нив ги вдахновила со Духот Христов и 5 од нив станале христијански светители, и тоа: Васили Велики, Григори, епископот Ниски, Петар, епископот Севастиски, Макрина и Теозвија. Во староста построила манастир во кој што живеела со својата ќерка Макрина и во кој се упокоила во Господа на 8 мај 375 година.